Ваше Преосвещенство, епископе Дремвицки, господин Давид, градоначалниче на градот Крушево, директорке на 10 дена Крушевска република, чесни оци, браќа и сестри. Имав можеби на ум нешто друго да проговорам, меѓутоа еден стих кој певците сега го испеа ме мотивира да ја променам проповедта и да зборувам за нешто што мислам дека е суштински важно. Слушнав само една реченица: слава на Отца и Сина и Светиот Дух. Тоа е најкратката доксологија или славословие што може човек да го принесе. Додека одиме во Литија, можеме да се молиме можеби за некои потрепштини што ги имаме во животот. Меѓутоа, поголема молитва од ова кратко славословие можеби и нема. Зашто го признаваме Бога кој ни се откри како Света Троица. Не може представниците на другите религии да ви кажат слава на Отца и Сина и Светиот Дух. Никогаш нема да го чуете тоа. Зашто тие не го примиле откровението кое Господ ни го откри на човештвото воопшто, дека тој е и Отец, и Син, и Свети Дух. Сега ќе речете зошто ова да го зборувам. Додека одиме во Литија, не е баш прикладно празни да одиме. Некој оди со своите проблеми, некој со своите надежди, меѓутоа секој се моли за нешто, но молитвата не е само барање од Бога: дај ми Господи тоа, дај ми едно, дај ми друго, дај ми трето. Секако почнувајќи од здравие. Меѓутоа молитвата е да му кажеме дека Ти си Господи, царот на се. Тебе, Господи, те признаваме, а Ти си Троица, и Отец, и Син, и Свети Дух. Тоа е можеби најважното, и додека одиме во Литија, убаво е да ја спомнуваме таа молитва или слична на неа, да си спомнуваме дека нашиот Бог е троичен Бог. Ако тоа го правиме, а доволно пат и доволно време сите направивте за оваа Литија, благословот Господов сигурно ќе дојде. Затоа што благослов е добар збор, а благодат е добро давање. А од кога можеме да очекуваме добро давање? Ни дава Господ кога правилно веруваме и кога со животот ја докажуваме верата. Значи, доволно е правилно да веруваме секако, меѓутоа и во животот да ја спроведуваме таа права вера. Мене ми е драго што еве и Литијата која ја изведовте, сите вие, јас бев со вас нормално, јако остана во црквата заради мојата немоќ телесна, но со вас бев за да ги благословиме сите улици и домовите кои се покрај тие улици со вашето минување. Односно, со вашето, ама и со моштите на Свети Климента, кој како јако живееше пред толку векови, како да поминува сега низ Крушево. Крушево можеби не било ни изградено во времето кога живеел Свети Климент. Ама сега не доаѓа туристички, доаѓа да ни даде благодат, да ни даде сили да истраеме во овој живот. А ние за тоа
го молиме преку литийни молитви. Овие молитви кои ги пренесувате, одејќи по улиците на Крушево. Да сте здрави и живи сите и милоста Божја да биде со сите вас. Таа да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот. Не ни отпуштаеш раба Твоего, Владико, по главу Твоему с миром. И ако видесте очи мои спасение Твое, ја се уготовал пред лицем сех людей, свето откровение јазиков и славу људей Твоих Израиля.